1.800.000 евра тежи колачот кој треба да го поделат 11 општини од источниот регион во 2018 година. Финансискиот план и акциониот план за спроведување на програмата за развој на источниот плански регион беа дел од точките кои денеска се дискутираа на втората редовна седница која се одржа во Виница. 1.800.000 евра, 115 милиони денари. Овде се внесени сите проекти кои што треба да се завршат, како и очекуваните приливи на средства преку Министерството за локална самоуправа, средства кои што ги очекуваме да ги добиеме од програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија, проектот кој што го завршуваме, зелени згради за заедничка зелена иднина. Овде влегуваат проектите од Швајцарската агенција за развој и соработка преку програмата за зачување на природата фаза 2 и овде влегуваат средствата кои што ги очекуваме за веќе завршени во крајна фаза планска документација за 22 села во општини од источниот плански регион, односно во 6 општини, и очекуваме средства кои што ќе ги добиеме од останати донатори. Шансите за развој на регионот ќе бидат поголеми доколку и општините форсираат кон регионален, а не кон индивидуален развој. Проектите кои треба да се финансираат треба да ја решаваат и регионалната инфраструктура, како главна алка за развој на регионалниот туризам, забележа Илиев. Значи, први проекти за кои треба се залагаме е да ја решиме патната инфраструктура, односно поврзувањето и со соседна Бугарија, како и залагањето за отварање на нов граничен премин или проширување на постоечкиот граничен премин од бугарска страна, бидејќи навистина комуникацијата и луѓето чекаат доста долго. Понатаму, што се однесува до регионалниот економски развој, сметам дека една многу важна компонента е да му дадеме малку поголем акцент на туризмот, кој мислам дека во иднина треба да биде и двигател и движечка сила на овој регион. На денешната седница беше заокружена реализацијата на проектот регулација на речното корито на Виничка река, како прва фаза, а во 2018 година општината според градоначалникот Ивица Димитров ќе добие изработка на документација за термоизолациона фасада на основното училиште Гоце Делчев.